Еве на уште едно издание на Ти можеш. Веќе знаете кои сме, Марија и Елена. Останете докрај со нас, за да не го пропуштите денешниот надпревар. Јас ја имам силата да те преболам, да те немам и да не те гледам и ги ширам крилата да те прелетам. Со нас и со вас денес се двајца навидум обични граѓани, но во суштина доста важни и влијателни личности за доброто функционирање на една општина. Да не должиме многу и да ви ги представиме веднаш. Мој денешен гостин е градоначалникот на општина Штип, доктор Зоран Алексов. А мој гостин е господин Васил Богдански, градоначалник на општина Карбинци. Да одиме по нив. Да одиме. Ајде, чао! Јас ја имам силата да те... Се наоѓаме во кабинетот на градоначалникот на општина Штип, доктор Зоран Алексов. Добар ден, како сте? Добар ден, добро, се надевам дека вие сте добро и дека овој разговор ќе претече убаво. Добар ден, како сме? Доста добро. Мило ми е што сте наш денешен гост. Тоест, ние сме ваши гости. Доктор Зоран Алексов го знаеме како професор по информатика, директор на Централниот регистар на Република Македонија и сега градоначалник на општина Штип. Што може да очекуваме следно? Може би некоја министерска функција? Не би сакал да шпекулирам околу тоа, мислам дека јас пред се по вокација сум професор по информатика, доктор по информатички науки, се уште единствен доктор по методика на настава по информатика во Македонија и мислам дека по завршување на мандатот кога и да е, ќе завршам како професор на некој од македонските универзитети. Кога ќе го споменеме името на господин Васил, првото нешто што ни доаѓа на памет е бикот кој што беше испечен по победата на изборите. Што може да очекуваме ако победите уште еднаш? Ако победам уште еднаш, 2 бика ќе беше. 2 бика? Да. Нешто друго нема ли да има? Нешто поголемо? Треба слобно. 2 бика ќе беше ми живи здрави. Зошто влеговте во политиката? Па повеќе случајно, значи 2005 година, пред референдумот во 2004 година, едноставно сакав да помогнам, тогаш немав никакви политички амбиции за правам политичка кариера, влегов за да помогнам, бидејќи навистина се согласував со она што го предлага ВМРО ДПМН и потоа, после изгубените избори 2005 година на локално ниво, одреден круг на луѓе тука во градот ме предложија за можен председател на општинскиот комитет. Почна од тогаш повеќе случајно работата. Сегашниот премиер и председател на ВМРО ДПМН тогаш едноставно ми укажа доверба. Јас сакајќи да оправдам таа доверба, правев се што можам да направам најдобро, она што го работев цел живот, го искористив во комуникација со луѓето, создадов позитивна клима во Штип, мислам и понатаму не може да се забележи. Вие новинарите тоа многу добро го знаете. Како влеговте во политиката? Значи, случајно влегов во политиката. Јас сум од дедо од татко ВМРО, јас сум ВМРО, значи никога не беше експониран, меѓутоа јас имам работилница и кога побарав на бившиот градоначалник работа, да ми даде работа за работилница да правиме лулашки, и тие ме изигра, не ми даде и реков, јас сега ќе се ангажирам и... За да направите нешто повеќе за... Па да, тоа лулашки, еве сега направиме повеќе села лулашки, значи јас работам исклучиво, целта ми беше тоа да направам повеќе за фактички за сите деца. Дали на некој начин ве промени политиката? Не знам, тоа треба другите да го кажат. Јас се трудам да бидам истиот што сум бил. Никогаш не сум ја користил политиката и позицијата да остварувам доминација над луѓе кои што на било кој начин би ги повредил. И мислам дека, имајќи во предвид дека сепак на крај ќе треба да ја работам професијата од која што сум станал градоначалник политичар, мислам дека луѓето не треба да се менуваат, политиката не треба да ги менува. Меѓутоа, можам да кажам дека впечатокот на луѓето за некој политичар се менува. Човекот и да не е сменет, луѓето почнуваат да го гледаат со други очи и можеби добиваат слика дека човекот е променет. Мислам лично, интимно, мислам дека приватно не сум променет. Дали на некој начин ве промени политиката? Макар што на мене лично не ми изгледа дека... Не се, тоа треба да кажат другите, и тоа јас се трудам да видам максимално на земја. Максимално, значи, секој ден кога станам, освајање, мислам на тоа да бидам преземен, да не се дигнам во областите, да не
покушавам да бидам најнормален. Сега колку ќе кажеш луѓето. Многу луѓе сакаат да бидат на висока функција. Колку е лесно да се биде градоначалник на еден град, на една општина? Добро, има една стара изрека, се вели дека колку листот на дрвото е повисоко, подобро го грее сонцето. Меѓутоа и ветриштата повеќе го малаат, така да лесно може да го скинат. Не е многу лесно. Воопшто не е лесно. Јас мислам дека оваа градоначалничка функција воопшто е најтешка работа што сум работел до сега во животот. Многу од луѓето сакаат да бидат на функција, на повисока функција. Лесно ли е да се биде градоначалник? Да ви кажам право, ја мислам дека е многу лесно, меѓутоа сега излажал сум се многу. Многу сум се излажал, значи во куќата или во фирмата имаш еден проблем, тука е проблемите на сите треба да ги абсорбираш и на сите да помагаш. Која е најинтересната молба која што сте ја добиле од некој сограѓанин? Сега има секој ден молби, никој не заваѓа Нешто поинтересно, позанимливо. Случки има многу. Најпресна случка пред 20 дена може има, доваѓа од Виница, него не познавам, некој си улева, дека си градоначалница и гушкаме, но ја не пропас го видам. Дали можете да се сетите за некоја интересна молба што сте ја добили од некој ваш сограѓанин? Колку ви трае емисијата? Мислам, ќе ми треба доста. Значи, добро, значи има секакви барања на комшијата да му се наштети, да му се даде на некој стан, луѓето со осмодление да бидат шефови и такви работи. Имавме ситуација од една мајка која што има 6 деца, од кои што сите 6 се вонбрачни, ми бараше пензија да и дадам, и не знам, секакви работи имало. Значи, навистина да има некоја скриена камера во кабинетот на градоначалникот, ќе има што да се гледа и вашите емисии ќе бидат полни. Кога ќе излезете на улица, дали ви бараат автограми или секогаш луѓето се насочени со некакви молби кон вас? Автограми делат глумците, пејачите. Кон мен молби, само молби, значи само, нели си да помогна нешто сега. Така, и се трудам колку може да помага. Дали кога ве среќаваат, кога ве запираат на улица, дали ви побарале некогаш автограми или секогаш се работи за нешто друго? Па ми се има случај еднаш, меѓутоа не во Штип. Значи кога бев директор на Централен регистар, некои млади момчиња кои што на една презентација во сајамот каде што се покажува остварувањето на Централен регистар, побара автограм од мене, и тоа е, да речеме, една единствена случка. Меѓутоа јас многу делам автограми, секојдневно подпишувам стотици документи, а и професорската работа е поврзана со многу подпишување, така што имам навистина автоматизиран подпис кој што не размислувам како кога подпишувам. Доктор Зоран Алексов е нашиот противник и денес ќе се надпреварувате во правење на пастрамајли. И мислам дека сега може да тргнеме и да се сретнеме со него. Нема проблем, ќе се надпреваруваме, кој подобро сај ќе победе. Знаете дека ваш противник денес е господинот Васил Богдански, градоначалникот на општина Карвенци. Не може Васил Богдански да ми биде противник, тој ми е пријател, тој ми е човек со кој што, иако често пат имаме некои несогласување, недоразбирање, меѓутоа тие со човечка природа, тој не може да ми биде противник, тој ми е многу добар пријател и неговиот успех е и мој успех, и мојот успех и негов успех. Јас, топол ветер в лице, пак да осетам. Се наоѓаме во кујната на ресторан Везилка и овде нашите градоначалници ќе приготвуваат пастрамајли. Да, престилките за нашите градоначалници се специјално дизајнирани од модниот бренд Едеклерски. Па можеме да почнеме. Мислам дека веќе започнавме. Да. Да. Брашно, нели треба да ни се даде? Не, може да се сини, чекай. Така ли?
Чекай малко. Шо бе, не брзи, како не брзи, мора предност да стекнам, како? Така е. Како викате вие? Вака прави ли нешто? Как ги модели? Ајде да видиме утро во вежбавте. Тоа, он вежбал, јас не сум видел. Колку често влегувате во кујна? Влегувам од време на време, во неделите и во саботите некојаш насабеле кога можам, кога има малку време, инаку е тешко да се испланира времето за да може да се влезе во кујна. А што знаете да Што знаете да сготвите? Знам да испржам, знам да испржам јајца, да направам она летна манџа со пиперки, со патлиџани, пинџур знам да направам. Освен утринова, дали сте правиле досега пастрамали? Не, многу Значи денес за прв пат. Да, за прв пат правам. Денес по втор пат ево. Да, често за втор пат. А сте правиле ли досега? Пастрамалија? До сега сум се обидувал, меѓутоа малку тешко оди. Овој пат гледам дека колегата мој малку повеќе папучар знае. Тој утринава вежбал сепак. Вежбал тој секако вежбал, ама ја му признавам во овакви работи сепак поискусен човек е, повеќе време имал за домакин лък. И повеќе со други работи сме се занимавали. Да, дома со жена си. А рекорд на изедени пастрамали? Има по 2 јадено. И јас по 2. Истото прашање за вас. Две многу се. Да, и за мене се. Една швецувана, може да се каже. Од 2 имаме за од чала, сега постам нема. Постите патија сега? Добро, само се гледа и по него и по мене, така силни сме напредни и двајцата, ама он е малку појак. Он е малку појак. Ај од почеток. Одново. Не, малку го онедите и утавката го после. Готово, сега ми за како јас сам ќе си го направам ова. Вие сте доста специализирани во тоа. Па утринова вежбаш. Сега малку и му попуштам ја на вас, така да. Па мора да му попуштам иначе. Сега директно таму да стане. Бидејќи е лутко. Така. Ако не сум лутко, не може да успеам. Мора се. Ајде. Како е? Гледаш? Ајде, оп. Сега ќе мачка. Васе. Пример како се за кулаките, како се пастрамали и прават. Ајде. Васе. Ајде. Добра е нашата. Чекай, ќе видиме на крај. Шо да гледа се, шо? Познава се. Па познава се, за да викам да се познава. Добро. Добро ни оди. Ја водам сега. Добро, ти вели бе. Не се натраваме, па е... Ја водам случајно, не од намерно. Па е линчиска работа. Не намерно. Не со 2 бева беше наместена. Ја мислиш и ке... Не бева се бева беше ставена пред тоа. Шо не мислиш? Ти ништо не правиш. Ние можеме да се земеме ова. Не бе, вишо, ова што си ја правам јас таа ќе си видиш. Васе. Нашта е подобро изглед. Нашта е Тоа е по-сладки ќе видим сега. А што мислиш, разлика ќе му сладко? Васе бе. Ја и ти сме едно исто бе. Кај може различно да биде? Нели знаеш во јас што го правам за тебе дека? Да. Требаше посно да биде. Да, со посно свинско месо. Со посно свинско месо. Ајде месото сега? Давај месото тука, ајде. Васе, ти можеш повише месо да ставиш. По-посно. Со посното свинско месо. Тоа прасето истрчате ли го балаце бе? Па за да биде па да биде по-посно. Посно прави се. Како јаде повеќе месо. Ај на зоки да не му се расигам. Комај, стигнал. Абе, јадам јас се. И месо, и салата, и... Изгледа прекрасно. Ќе видиме на јадење. Ајде, доста му. Само треба и на таа треба по половината, ти од едната половина ја од другата. Некако ме на половина. Fair play. Шо?
А се, не ја прави јава, да знаеш. Ја па мислам и каде. Не, А, викам... Таа беше наместена како требало да изгледа тоа. Таа е според стандардите пропишани за... Таа е според стандардите пропишани за брендирана пастрамалија. Така. Оригиналниот рецепт. Оригиналниот рецепт? Голема, средна и мала. Не. Ова е голема, малку помала и малку помала, сите се големи. Ајде. Малку помала. Готово. Готово. Еве, снимаш се. Колку се става? Многу е. Ќе ставиме на други. Доста. Доста после. Пусни. Васе, гледаш како те одменуваме, шефе. И у твоите ставам аз. Стави. Не рече просто да бъде на стави, бе. Абе, просто. Да е растително. А? Сега се става опет. Сега се става. Значи? Дай бе, Васо, бе. А факи от тази страна заедно да ставаме, не бива. Айде тимска работа да демонстрираме. Айде тимска работа. Бейте се. Айде тимска работа, дека. Айде, Васе. Ајде. Нека ни на здравје. И сега треба да чекаме колку време? 7 минути. За 7 минути. Ќе пробаме. Значи нашите пастрамајли веќе се готови и можеме да ги пробаме. Ќе пробаме? Ајде. Значи, откако ги пробавме трите пастрамајли, едногласно решивме дека едната беше најдобра. Чија е таа што беше најдобра? Моето се разбира. Да, се разбира. Нашите градоначалници се потрудија да направат убава пастрамалија, но за жал Не ја успеа. Да, многу не ја успеа. И затоа резултатот е Не решен. нерешен, да. Што значи? Бодовите си ги делиме по еден. Еден за мене, еден за Елена. Па, добро, ние може да ви го оставиме нашиот бот на вас. Ама ние не го сакаме, нели? Кажи? Да. Тоа беше се за денес. Останете и наредната недела во истото време. Се гледаме. Чао. Се гледаме повторно наредната недела. Чао. Even the tears of my